Добар и убав ден, драги мои. Добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Денеска бавно ќе готвиме, меѓутоа крајот го краси делото, велат. Ќе направиме телешки мускул со многу интересно вкусно пире од целер и сето тоа ќе го збогатиме со еден сос од зелен бибер. Бидете со нас и гледајте ме. Денес готвиме јадење со карактер и префинетост. Телешки мускул. Прво, запечен за да ја задржи сочноста, па потоа варен во сос од зелен бибер, бело вино и бујон, па печен во рерна. Гарнирот. Пире од целер и компир со путер и млеко. Додава нежност и рамнотежа. Класичен рецепт, но со вкус што секогаш изненадува. Телешки мускул. Парче месо кое многу се употребува во нашата традиционална кујна, посебно за нашата позната телешка чорба која ви ветувам дека ќе ја направиме во некоја следна емисија. Денеска ќе го направиме со многу интересна комбинација на пире од целер и компир и еден сос со зелен бибер. Многу препознатлив кога станува збор за убави и квалитетни парчиња месо, како што се стековите, бифтек, риба и рамстек и така натаму. Го има во нашите ресторани, меѓутоа јас денеска ќе ви покажам како вие дома да го направите. Сосот не мора веднаш да се изеде и да остане, може да го чувате во фрижидер на добра температура до 4 степени, па верувајте и една цела недела. Меѓутоа, пред да го почнеме сосот, јас повторно си имам едно убаво тенџере или еден убав сад за готвење од Iron Goose, кој е идеален за готвење кога храната треба тивко да готвиме. Сега го уклучив огнот многу тивко, а за тоа време ќе го посолам мускулот. Мускулот кој ќе го купите, секако и чистете ги сите оние непотребни жилички од озгора и оформете го убаво за да добиеме убаво парче месо. Он во текот на варењето, бидејќи многу тивко се готви, ќе го намали обемот, меѓутоа ние ќе може да го исечеме и убаво да го декорираме. Откако ќе го свариме убаво, кога ќе издинста овој мускул и ќе биде добро сварен, се што ни преостанува е да загрееме рерната и да го подпечеме уште малце, да му дадеме еден убав сјај. Тоа е всушност и финишот. Ајде сега да почнеме. Прво ни е потребно сол, и црн мелен бибер. Одлично, вака измасирете го на даската и соберете го зачинот и солта и пиперот. Одлично. Сега ќе треба да му додадам малце брашно, меѓутоа пред да додадам брашно, ќе додадам путер и масло во тавчето, тивко да се растопат. Одлично. Нежно поросете со брашно. И направете го ова, убаво измасирајте го, брашно мора да има на сите страни. Всушност, брашното ќе помогне да се фати онаа убава коричка и све што има во мускулот да остане внатре. Одлично. Еве го и ова е растопено. Сега ќе го ставиме да се испржи убаво од сите страни. Ќе додадеме мајчина душичка, ќе додадеме неколку чешниња лук и ќе пржиме. Телешки мускул што чрчори во тавата, со гранчиња мајчина душичка и чешниња лук. Мирис што ја исполнува кујната и најавува почеток на подготовка на оброк со карактер, мирис и длабочина на вкус. Месото убаво се испржи од сите страни и сега многу важна работа, во истото масло ќе
Ке го ставиме зелениот бибер и тој да се испржи малце. четирисезони.мк, нашата веб продавница. Отворете и нарачајте еден убав нож од Фортис кој, верувајте, добро сецка, добар квалитет, секогаш оштар, како да ви обяснам. Ајде сега, кромидот ќе го додадам да се пржи заедно со биберот. Во маслото што ги впи сите ароми од месото, се пржат кромидот и зелениот бибер. Мирисот на билки и зачини се претвара во основа на совршен сос. Додаток што го возвишува вкусот на мускулот. Ке додадеме бело вино и ке динстаме додека не испари половина од течноста. На тој начин ќе излезе и алкохолот од виното и нема да се чувствува, него ќе го чувствуваме само неговиот вкус и киселоста што ја има. Одлично. Ќе додадеме и морско оревче, затоа што тоа е многу важно за вкусот на овој сос. Во меѓувреме, додека тоа си крчка, на оган ќе ставам тавче да се загрее. Откога се загрее, ќе додадам путер. Во путерот ќе додадам исецкан целер на коцки и компир и млеко. Треба да го покриеме целерот и компирот и да оставиме на тивко тоа да си крчка. Тенџерчето се загреа, сега ќе го додадеме путерот. А додека путерот се растопува, ќе го додадам мускулот во тенџерето кај што е зелениот бибер за сосот. Ке долеам бујон и вода. Ке го поклопам и ке го оставам вака да си крчка најмалце 45 минути. После 45 минути проверете дали месото е добро сварено. Ако е добро сварето, извадете го на страна, а што понатаму ќе ви објаснам кога ќе биде готово. Сега да го направиме пирето од целер и компир. Кога ќе се растопи путерот, ги додаваме целерот и компирот исецкани на коцки. Откако ги додадовме компирот и целерот, полеваме со млеко, зачинуваме со дафинка, на минути, не повеќе, ќе му бидат потребни на целерот и на компирот убаво да се сварат, меѓутоа не брзајте нигде, оставете на тивко да се вари, тогаш ќе добиете едно убаво кадифено пире, кое верувам дека сите ќе ве воодушеви. 18 до 20 минути ќе ви бидат потребни за целерот и компирот убаво да се сварат, а потоа да ги изблендирате со додавање на путер и да направиме едно убаво пире. Ова пире е толку елегантно и толку кадифено што верувам дека не само вкусот, него и изгледот ќе ви се допадне. Оставаме на тивко да си крчка заедно со мускулот и со сосот, а за тоа време јас ќе ја средам кујната. Маслацот или путерот можете и сами да го направите. Најдете млечен крем за готвење и оладете го на 4 целзиусови степени. Матете го со миксер на најака брзина, само 4 минути, од него ќе добиете убав шам. Ако истиот тој крем продолжите да го матите уште 4 минути, ќе се одвои водата од маснотијата, прецедете го тоа, посолете го и имате путер. Меѓутоа, да не го правите сето тоа, најдобро е да си купите маслац или путер, моја кравица од Бимилк, баш овака како што користам и ја. Ми се допаѓа затоа што мириса на млеко, а тоа ме потсеќа на прав путер од детството. Сега, си има многу убаво блендерче од аџико, пашканатот и компирот
убаво се сварија. И сега ќе ги додадеме во блендерот. Ќе го затворам и ќе пуштам сето тоа убаво да се изблендира. За тоа време ќе го земам мускулот кој веќе 3 часа динста заедно со сосот од зелен пипер. Ова е многу жешко. Морам да пробам, затоа што ваква елеганција во движење одамна немам видено. Убаво кремасто, сјајно. И за чиста десетка направете го ова дома, драги мои, и нема да зажалите. Ајде сега, ова ќе го трнам на страна и да ви кажам едно трикче. Доколку густината не е онака вие како што сакате, слободно вратете ја во тавче, кој не е лепливо, на ниска температура редуцирајте, се дорека не ја добиете потребната густина што вам ви треба. Значи, се може да се поправи. Затоа само внимавајте, имајте убава и позитивна енергија додека гответе, затоа што тоа е вистинската сила. Еве го сега мускулот. Овие садови од Iron Goose се навистина магични. Сега ќе земам едно тавче. На тавчето ќе додадам малце хартија за печење. Мускулот, по кратко пржење, се префрла во сосот од зелен бибер, бело вино и бујон. Полека впива ароми и вкусови, а потоа оди во рерна, за да стане совршено мек и сочен. Месото е толку меко и ровко, сега ќе го намачкам со балзам и ќе го ставам да се потпече на 220, меѓутоа не повеќе од 2-3 минути, само да добие сеај од озгора, а за дополнителен шмек ќе му додадеме и малце масло од босилек. Одлично. Сега ќе го ставам да се потпече, да се глазира, да добие убава кора и сјај, а за тоа време ќе го направам сосот со зелен бибер, ќе го финиширам. Телешко, бибер, путер и билки. Совршена хармонија на вкусови. Јадење што комбинира традиција и елеганција во секој детал. Ќе го ставиме на огин, а потоа ќе додадеме ладен путер или маслац, моја кравица. Сега да го пробам на вкус, затоа што можеби ќе му недостига сол или нешто друго. Одлично. Токму тоа што ви го кажав. Ставете во огнотпорно нелепливо тавче, секако ќе си го нарачате од нашата веб-продавница 4сезони.mk и ќе може да го редуцирате и да си ја добиете густината што ви е потребна. Додека тоа добро се редуцира, јас во сосот со зелен пипер ќе додадам малце свеж рен и секако ќе додадам крем за готвење. Сосема доволно. Ево го сосот со бибер е готов. Обично го прават и со саламурен бибер. Кај нас во последно време можам да го сретнам во нашите маркети, меѓутоа го нема секогаш, ама видовте колку е едноставно и сами да си го направите. Можете и да го извадите биберот од течноста во која што се вареше месото и да го додадете во сосот. Тој е сварен, мек и вкусен и ја има онаа пикантност, нежна во позадина што ја познаваме сите и баш поради тоа нели го сакаме биберот. Сосот ја доби скоро потребната густина. Пирето е баш такво какво што ни треба. Колку е вкусно, колку убаво мириса, луѓе. Погледнете. Елеганција. Ајде сега одам да го земам месото. Каква боја. Каква боја.
Одлично. Сега, сецкаме маслац. Две коцки се доволни, 50 грама. Ги додаваме во сосот. Final touch, викаат англичаните. Ја дава елегантноста, сјајот, секако вкусот на путер, кој е навистина многу потребен. Така, вртете за да се растопи и да ја добиеме елеганцијата што ни е потребна. Гледате некои работи колку се едноставни, а вкусни. Целер и компир, сварени до совршена мекост, се претвараат во кремасто пире со путер и млеко. Во сосот додаден ладен путер и свеж макдонос, редукција што блеска, финални допири што го подготвуваат јадењето за моментот на вистината. Уште малце свеж макдонос. Не го штедете макдоносот. Дава една посебна свежина на јадењата во кои што го додаваме. Одлично. Пепер сос со макдонос. Начинијата катифено пире, нежно парче телешки мускул и блескав сос од зелен бибер. Секој елемент има своја улога, а заедно создаваат хармонија на вкус и текстура. Совршен крај на едно јадење што бара време, внимание и љубов кон деталите. Мислам дека ова е едно прекрасно, превкусно јадење во кое сите заедно ќе уживате кога ќе го направите и верувајте дека ќе го зборувате се до оној момент додека повторно не го направите и повторно уживате во него. Мек мускул што се двои со вилушка, кадифено пире и ароматичен сос од зелен бибер. Тоа е балансот меѓу сила и нежност, јадење што ги спојува мирисите на вино, билки и путер во едно совршено искуство, вкус што се памети долго по последниот залак. Погледнете го, погледнете, се двои. Ќе земам од сосот, ќе земам од пирето, веќе чекам да заврши снимањево и да го дојадам ова убаво мускулче, затоа што ми остана во душата, луѓе. Тоа беше се за денеска, драги мои. Денеска бавно готвевме и вистински уживавме во вкусот на мускулот што го зготвивме. Нашата македонска традиција вели дека некогаш многу рано се одело на поле да се работи. Најмладата невеста се враќала на пладне во куќата, ставала све во грнето, затварала со тесто, ставала едно дрво во шпоретот и повторно се враќала на полето. За вечерта пред стемнување да се вратат дома, да го извадат грнето од шпоретот и сите вкусно да си се најадат и сладко секако и на крај да испеат една убава песна. Бавното готвење прави храната да биде навистина вкусна.
Се надевам дека ви се допадна сето тоа што денеска го направив за вас и верувам дека ќе го направите за вашите најдраги дома. Се гледаме во утрешната емисија. Убав ден!